Никој не ги почитува повеќе овие човечки доблести од земјоделците, кои самите живеат благодарение на своите две раце, благодарение на својата работливост и домакинлук. Секој обичен македонски граѓанин, кој не е член на тесниот партиски фамилиарен круг на власта, е заглавен во лавиринтот на државата, се соочува со барање мито, со барање казни, репресии, шалтери и што уште не. Па му дојде крајот на ова измачување. Секој земјоделец и секој друг македонски граѓанин нема да биде веќе мета за казни и да служи за полнење на нешто друго што го посакува фамилијата. Почитувани дами и господа, збор дека ќе биде така, ќе ви даде носителот на изборната единица 3 од редовите на Социјалдемократскиот сојуз и опозицијата Љупче Николовски. Добро вечер, Кочани. Кочани вечерва цврсто застанува зад планот за живот во Македонија. Овој преполн плоштад, овие вредни, овие храбри и одлучни граѓани од Кочани, срцето на македонските оризови полиња, го креваат гласот за големите, за крупните, сеопфатни промени кои што доаѓаат на 11 декември. Овие луѓе немаат повеќе време за губење. Овие луѓе немаат повеќе живот за раздавање, а ние кандидатите повеќе немаме право на грешка. Затоа изборот е живот во Македонија. Ако Груевски не слушнал, ако Груевски се уште не сватил, ако се уште не разбрал, треба да му е јасно дека Македонија е крената на нозе, дека неговото криминално, мафијашко време завршува и дека доаѓаат промените. Украднатиот живот на граѓаните го враќаме назад. Парите ги враќаме назад кон граѓаните. Почитувани граѓани, едно од првите ветувања на лидерот на идниот премиер Зоран Заев беше дека на триумфалната порта, на символот на криминалот, ќе поставиме бројчаник кој што ќе ги мери од бројува милионите евра кои што ќе ги вратиме назад во државата, ќе ги вратиме назад кон граѓаните, ќе ги вратиме и милионите кои што ги дадоа на субрата Рој за 20.000 крави кои што ги нема во регионот. Но, почитувани граѓани, ќе донесеме и два клучни закони веднаш по промените. Првиот, дека ќе го заплениме криминално стекнатиот имот веднаш по првото донесување на пресудите. И вториот, дека нема да постои офшор компанија зад која што ќе се крие фамилијата, тајкуните и луѓето блиски на власта. Не може да има компанија за која што нема да се знае собствеништвото. Тоа се клучните мерки преку кои што ќе ги враќаме парите назад кон граѓаните. Но и ќе имаме одговорна власт, ќе имаме влада со помалку министри, ќе бараме парламентот да брои помалку пратеници, ќе имаме транспарентност и отчетност и секој министер од СДСМ од коалицијата за секој еден денар, за секој едно кафе, за секој едно евро ќе знае дека ќе одговара пред лицето на правдата. Тоа е договорот со председателот Заев, тоа е договорот на целиот тим кој што денес бара поддршка.
се мачи Илија Димовски и објаснува дека ќе правеле развојни зони. Какви бе зони, Илија Димовски? Зарем не ја гледате зоната во Делчево? Зарем не ја гледате зоната во Виница? Зарем не ја гледате зоната во Берово? Отворивте огромни зони, нема ниту еден индустријски капацитет во тие зони. Нема вработувања ни во зоната во Крива Паланка и во Ранковце, каде што ветувавте 6000 нови работни места. Нема ни зона ни во Македонска Каменица. Секаде, каде што Никола Груевски ветуваше индустријски капацитети во овие развојни зони, има пустош и празни ливади. Нема да му дозволиме да направи пустош од Македонија. Тоа ќе го спречиме на 11 декември. Груевски, нема да ти дозволиме ниту едно парче мало обработлива земја да отиде за твоите развојни зони од кои што нема ништо во државата. Заврши тоа лошо време, невреме за Македонија и никогаш нема да се повтори. Почитувани граѓани, немаат повеќе што да понудат пред граѓаните, затоа што граѓаните ги испокрадоа. Можеа, знаеа, имаа шанса 10 години тоа да го направат. Но 10 години единственото нешто што го прават, краднат од нашиот народ, од нашите животи и ги пренесуваат нашите пари на приватни сметки во Белизе, во Панама, на други острови. Почитувани граѓани, на крајот им остана да шират една теза дека сите се исти. Не се сите исти. Не се сите исти оние кои што се борат за правда и оние кои што ја кочат правдата. Оние кои што се борат младите да останат тука и оние кои што ги иселија младите од Македонија. Оние кои што се борат парите да бидат кај граѓаните и оние кои што се борат парите да бидат во неколку фамилии и да бидат изнесени. Ниту сме исти, ниту ќе бидеме исти. Затоа се бориме за довербата на 11 декември. Почитувани граѓани, ова е нашиот план за живот во Македонија. Го испишавме планот базиран на научни истражувања, на факти, на аргументи, со прецизно дефинирани наши обврски испланирани во овој план. Токму ова ќе биде победничкиот план за живот во Македонија на 11 декември. Со овој план можеме и ќе се избориме против криминалот и против корупцијата, против локалните шерифи, против мафијашите. Со овој план ќе обезбедиме подобар живот за секој граѓанин. Можеме со овој план да обезбедиме и подобро здравство, и подобро образование, и со овој план бидете убедени дека ќе направиме се младите да останат тука, да живеат тука и својата иднина и перспектива да ја градат тука. Овој план е испишан со сите граѓани и овој план ќе добие поддршка од сите граѓани. Се уврзуваме пред вас. Ќе ја вратиме среќата, ќе ја вратиме насмевката и ќе го вратиме животот во Македонија. Се уврзуваме дека ќе ги вратиме и парите кај граѓаните. Ќе има повисоки субвенции, ќе има 640 милиони евра субвенции во следните 4 години во владата предводена од лидерот кој што доаѓа од земјоделскиот крај, кој што ги знае маките на земјоделците, кој што работел земјоделие. Токму затоа 640 милиони евра не за неколку фирми кои што се блиски на власта, напротив, за секој еден чесен земјоделец кој што ќе ги добие навремено, тогаш кога му се потребни, тогаш кога има инвестиции, тогаш кога има трошоци. Тоа е нашата прва обврска. Ќе обезбедиме и зелена нафта.
веднаш ќе го донесеме законот со кој што секој оризопроизводител, секој земјоделец во државата ќе добие поевтина нафта од државата. Затоа што не може и Груевскир за Мерцедес од 600.000 евра и земјоделецот за механизацијата да користи иста нафта. Ќе обезбедиме поевтини вештачки ѓубрива и ќе обезбедиме квалитетни заштитни средства и препарати. Нашето клучно ветување дека секој земјоделец ќе има поевтино производство. За секој земјоделец ќе се грижиме за неговиот откуп. Ќе воведеме интервентен фонд од 6 милиони евра за да државата ги решава проблемите кога има пореметување на пазарот, на понудата и поборувачката. И никогаш повеќе ниту една влада, ниту еден министер не смее да уценува, ниту еден земјоделец, но не смее да уценува и да ги уценува и откупувачите и преработувачите. Слушам дека овие денови се повикуваат преработувачите во министерството, им се наложува да ја качат цената на оризот, ама им рекле тоа да трае до 11 декември, а после тоа да прават што сакаат. Нека не помислат да си играат со маката на оризопроизводителите. Тука е владата на Зоран Заев, која што ќе се грижи за секој земјоделец. Што прави Илија Димовски во овие 10 години на неговото пратеничко столче? Зашто му служеше тоа? За да ги брани интересите на режимот наместо на граѓаните. Затоа нема да ја добие довербата во трета изборна единица и председателе, ветувам, ќе ја изораме трета изборна единица, ќе го посетиме секој човек, секое семејство, ќе избега Илија Димовски на следните избори од оваа изборна единица. Тука ќе биде клучната победа на Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата. Ниту довербата на граѓаните било каде во Македонија нема да ја добијат, затоа што го изманипулира секој еден човек. Секој еден човек беше излажан од Димовски, од ВМРО-ДПМНЕ. Не постои ниту една група на граѓани што не беше измамена од власта на ВМРО-ДПМНЕ. Не постои, почитувани граѓани, ниту една генерација која што не беше принудена да замине од државата во овие години. Сакам затоа малку да зборувам за генерацијата на која што припаѓам. Имам 33 години и повеќето мои другари, повеќето мои пријатели во овие години секојдневно ги испраќаме на аеродромот во Скопје. Ги испративме и заминуваат секојдневно од Македонија. Јас знам нивната болка, го знам нивниот очај кога заминуваа да им помогнат на своите безпомошни родители. Токму затоа решив до крај да се борам за овие луѓе и да ги вратиме, но и другите да останат тука. Тоа е клучниот мој мотив до крај во оваа битка да застанам зад лидерот, зад партијата, зад коалицијата со граѓаните. Овие млади луѓе оттидоа во туѓи земји, на илјадници километри подалеку од дома, да пуштат по некој денар дома, за да можат родителите да ги платат сметките за вода, за струја, да подмират некоја рата за кредит, за да ги спасат нивните родители од извршители, од хипотеки. Колку толку да закарпат некоја дупка, да помогнат, да го сочуват и здравието на нивните родители. Многумина од нив заминаа, но за да ги спасат нивните тешко болни, за да можат да купат лекови, да можат да купат цитостатици, да ја зграбат последната шанса која што им ја дава животот, да си го спасат животот. Тоа е реалното нешто што го остави Никола Груевски и ВМРО-ДПМНЕ во Македонија. И на тоа ставаме крај на 11 декември. Епа, драги пријатели, готово е. Доста е од Никола Груевски, доста е на 11 декември, ставаме крај на криминалните политики. Овој народ, почитувани граѓани, заслужува живот.
на 11 декември. Вашиот глас значи живот. Вашиот глас за овој план за живот во Македонија, за оваа екипа која со максимална честност, искреност, одговорност, посветеност влезе во оваа битка и до крај ќе се избори за подобар живот на секој граѓанин. За Зоран Заев, за сите нас, секој човек е важен. Секој граѓанин е битен и затоа се бориме и за овој тим и за овој план. Ја бараме поддршката за бројот 4, за бројот на победата, за бројот на промените кои што доаѓаат на 11 декември. На 11 декември да избереме живот за Македонија, да гласаме за коалицијата за живот, да гласаме за планот за живот, за победа, за живот во Македонија.